Сите ние во одреден период од животот сме посакували, сме се замислувале како еден од суперхероите. Бетмен, Спајдермен, Супермен, Аквамен, да сме брзи како Флеш. А јас денес се чувствам како мојот омилен херој Бетмен. Веќе го возам Бетмобил, Hyundai Ioniq 6. Не мора да објаснувам зошто ова е Бетмобил. Дизајнот само објаснува сам за себе дека е нешто спектакуларно, уникатно, единствено само за себе. Автомобилите и автомобилска индустрија денес оди да се надпреварува со конкуренција и горе-доле сите да се слични едни на други, додека Hyundai во последниве години прави нешто што е единствено сами за себе и се доминантни во оваа категорија. Има дизајн кој што почнува доле, полукруг и започнува повторно доле. Сето тоа е направено така за да има најмал отпор на воздух, за да има во било која категорија 0,21 отпор на воздух, што го прави еден од најекономичните, а тоа му овозможува поголем рейндж. Тоа ќе го збориме малце подоцна, додека за дизајнот стварно можам да зборам до утре за сите детали. Да, некој ќе каже дека позади изгледа како Porsche 911, јас само ќе кажам дека ради тој купеовски дизајн, можеби подсетува на 911, ама Hyundai Ioniq 6 е апсолутно уникатен сам за себе. Бетмен, дефинитивно ако живееше во Скопје и ако постоеше, ќе го возеше овој автомобил. Можеби и Lambo, но за секој ден, со сите технологии, со сите напредоци што ги има, ова возило, Бетмен ќе го возеше Ioniq 6. Фича прави транзиција за видиме дали сите овие купеовски дизајни и форми на Ioniq 6 резултираат со намален простор позади, бидејќи искрен да бидам, мене на прв поглед ми изгледа дека ова ќе биде многу тесно и многу непрактично внатре. Сега да видиме дали е баш така. Многу се излажав сам себе, бидејќи вау, тоа може да ми биде добро објаснување дека всушност Hyundai Ioniq 6 нуди премногу простор кај Hyundai и Kia, бидејќи се нели мајка ќерка компанија, секој пат има многу простор за нозет. Многу. Ioniq 6 дополнително, значи јас тука луѓе се осеќам како во дневна соба. Огромно е, многу комфортно, многу практично, многу широко. Како дополнителни опции се оваа тука огромна остава. Ова као прозирно, интересен момент. Огромна остава тука, не знам што сакате можете да се оставите, можете дури декорации, вештачки дрвца и цвеќиња да се оставите доле. Тука имаме две остави за шишиња, бежичен полнач, USB Type A, ако ви треба за поврзување, за полнење. Тука имаме една мала остава која што веројатно ја имаат оставено за клучот, една голема остава која што сам ја препална со милиарда работи, два USB Type C порта. Во вратите има исто така огромни остави доле и тука горе што ми се допаѓа, бидејќи тука можете се оставите и телефон, а можете да го користите како рачка, меморија на седишта, бидејќи ова е најопремената изедба на Ioniq 6, два инфозабавни системи од 12,3 инчи, едниот за возачот, другиот од инфозабавниот систем, кај што инфозабавниот систем е страшно многу добар, брз, респонзивен, добра графика. Немам зборови, стварно, некои негативни коментари за екранов, бидејќи стварно фантастично. Можно да се поврзете преку Apple или Android, никаков проблем. Имате амбиентално осветлување, ми се допаѓаат овие тука како лептири што се ставени, бидејќи во овие лептири, ако одберете наместо класичен ретровизор како сега да поставите камера, имате тука екрани за да ги гледате проекциите од тие камери, што мислам дека малце непотребно тоа. Да, кул и се, ама непотребно. Интересен момент што сите овие рачки се со еден мал детал, баш онаму кај што чепкаме со прстите е алуминиум, останатото е пластика, намалиле на трошоци, а дополнително поставиле алуминиум за да се чувствувате премиум. Стварно многу фантастични елементи. Не ми се допаѓа. Ми треба време да навикнам дека копчињата од прозорите се поставени тука, а не тука, бидејќи нели обично се сита тука и секој пат се бунам, но окей. Друга работа што ми се допаѓа, што двете седишта имаат комфорт момент, го притискате и сега дали ќе успеам да го погодам.
И вуала, ако сакаш да уживаш, си легнува со патникот и ужива во километрите. А сега да видиме дали има доволно простор позади ради таа купеовска форма. Фичо прави транзиција. Дали има простор? Јао, мајко, ја не сум се почувствал покомотно тука. Чекајте го вратам седиштево. За видите устари колку реално имам простор. Рачунете сега седиштата се наместени баш според возач, според мене, според совозач. Таму се чувствувате прекомотно, а тука, јао, Боже Господе, може фудбалче да играме тука, серва една да пуштиме топка да играме. Дури, мислам дека може да се легне тука. И ќе легнам, бе, што го мислам. Ја. Да. Јако. Нај, да се вратам на поудобниот момент. Ја не сум почувствал волку многу комфор, ниту во S-клас, ниту во лонг верзија. Дора таму, да, може да подместите седиштата, ама вау, вау, не ми се верува. Гледате само колку простор за нозет имам. За главата, купеовската форма, гледате, тука направиле мала вдлабнатина за... Јас со 1,82 сантими, сум доволно тука комотен, стварно ми изненадио. Ми изненади, јас сум фасциниран. Истите моменти од практичност ги имате тука во оваа вдлабнатина, плюс имате тука уште една остава за телефонот, една помала остава за шишиња, нормално наслон за раката со две остави за шишиња, што е супер. Доле е комплетно рамен под, као што видовте кога легнав, бидејќи е електрично возило и немате тунели заменувач и останати компоненти. Една остава за телефон, уште една тука, два USB Type-C порта и што е многу кул, тука имаме еден шуко прекинувач кај што можете си ставите буквално на 220 волти штекерче, односно полнач и да си полните што и да ви треба. Вау, луѓе, колку е тука комотно. Вау, леле. Ајде сега да видиме дали има па доволно багажен простор, бидејќи тоа вајда е намалено. Според спецификација вика дека нуди 401 литар багажен капацитет, што искрено не ми се верува според дизајнов, ама стварно има. Мислам, видете како успеале стварно да понудат една убава голема литража на багажен капацитет. Да, е естественото, окей, ама е доста широко, доста длабоко, така да вау, браво, браво, стварно ми изненади овој момент на комодитет, на комфорт, на практичност. Ioniq 6 Бетмобил, браво, стварно браво. Е сега, она што ми се допаѓа е тоа што нема нека преголема висинска разлика и има да од ивицата на браникот до самата даска доле, но бидејќи е стварно многу широк просторот, лесно може да поставите багаж или било каков куфер. Нешто што приметив е дека нема куќи за качалки, тоа бидејќи не е така висок и едноставно не можете да закачите некоја кеса или ранец, но мислам дека може да постават некои куќи за можете да врзите, да пресврстите дел од багажот да не ви се лета низ целиот багажен простор. Под оваа полудаска, да кажам, имаме простор да кај што стојат каблите за полнење, што е супер, за не ви се манкаат на страна. И она што го приметив и она што го мора да ви го покажам е овој адаптер кој што, Фичо, дојди со мене, кој што тука, инаку и ова капаче се отвара електронски и се затвара електронски, овој адаптер го ставате на истото место кај што се полни автомобилот, ама со овој адаптер можете да вадите струја од него. Не знам, ако имате електрична скара, ако имате прожектор за гледање на телевизија, филмчиња, си ставате обично шуко 220 волти, го поврзувате со него, ми заглавија гумичкиве, си оставате вака и наставно сега може да влечам струја. Многу кул момент, многу кул момент. Океј, ова се интересните моменти, комодитетот, комфорот за Бетмобил, а сега видиме како вози Бетмобил. Бетмобил! Јас сум зад воланот на Бетмобил. Конечно се почувствувам баш како Бетмен. Моите детски сонови полека почнуваат да се реализираат. Океј, какво е чувството зад воланот на Ioniq 6? Доста интересно. Прв пат да кажам дека Ioniq 6 е комплетно електрично возило. Со еден обсек, со едно полнење
ви овозможува 540 км да поминете, толку бар кажуваат, реално се изводливи тие бројки, кога времето е најидеално, кога возите во најекономичниот режим, кога не стартувате толку многу, воспротивно, ако еве сега имаме време малку поладно, каде што стартува малце повеќе, каде што не возам толку многу економично, повторно имам една бројка која што се движи од 450-480 километри, што повторно е за пофалба, за охрабрување, дека можете се потпрете на Ioniq 6 како електрично возило кој што ќе го користите секојдневно. Тоа е стварно многу охрабрувачки. Батеријата на 11 киловатен полнаш се полни за некои 7 часа, додека на fast charger за 18 минути се полни 80%, што тоа е стварно многу охрабрувачки повторно, бидејќи доволно да застанете 18 минути на пауза, се полни и имате уште 400 и кусур километри, скоро, мислам 500 километри, да кажеме, имате за поминување. Океј, знам дека на дел од ентузијастите ќе им се скрши филмот, електрично, на тој дизајн, да очекувавме некој V8 звук. Да, и јас искрено би сакал некој пат да има некоја изведба од Ioniq 6 и да слушнам некоја V8 како клокоти, да се почувствам тогаш баш толку моќно како Бетмен, но и во овој момент на електричен мотор, верувајте ми, многу е забавно зад волан, многу моќно се чувствувате, особено кога возите во некој поспортски режим, што ќе го видиме за кратко, но оно што ме фасцинираше е што Ioniq 6 привлекува страшно многу внимание на улица, толку многу луѓе се вртат по него, толку многу се распрашуваат. Значи, ако сакате се чувствувате моќно и да ве гледаат цело време, Ioniq 6 и ништо друго. Волку внимание имав со другиот Бетмобил, со Ламбото, каде што тогаш толку многу луѓе се вртаа и го покажува со прст. Истото внимание буквално го доживувам и сега. Технолошки е многу напреден. Голем дел од системиве веќе претходно сме ги виделе во другите модели на Hyundai и на Kia, каде што ако дадам жмигаец пример како сега, ми се активира еден екран тука на овој информативен екран за возачот, каде што ми се појавува камера, пример од десната или од левата страна, зависи кој жмигаец ќе го дадете, и го гледаш мртвиот агол, што е многу практично. Имам тука една критика, што воланот е малку поспуштен, да, можете да го регулирате како сакате, но повторно се фаќа еден дел од екранот и не се гледа поради воланот. Треба малце се наведнете, ама од друга страна па имате head-up дисплеј, читате доволно информации што ви се потребни, освен еве камерите некој пат што треба вака да се наведнете да ги видите. Задржување во лента веќе гледате со тој аутопилот момент, да кажам, задржува цело време во лента. Јас сум најсигурен во овие безбедносни системи во Hyundai и Kia, бидејќи се толку многу конзистентни, толку добро функционираат. Уживате едноставно. Нормално како електричен автомобил, батериите се поставени скроз доле, гравитационата сила и тежа нормално е минимализирана, бидејќи нормално не е така висок автомобил, нема толку многу влечење и клатење во кривини, што го прави многу побезбеден, постабилен, и стварно во кривини се чувствувате толку многу охрабрени да можете буквално да се поиграте со него. Ќе ве држи цело време како на шина и е брз. Внимавајте, многу е брз. Еве особено кој ќе оставиме од еко во нормал, се чувствува како е веќе по-агресивен, како е по-стартен, додека во спорт веќе осеќате како ве вика ајде да полетаме заедно. И тука веќе се чувствуваш баш како Бетмен. 100 пати ќе потенцирам ова, бидејќи од филмови ако сте гледале со Бетмен, на сигурно сте, каде што добива инстантна моќ од неговите автомобили. Истото го чувствувам и тука. Мислам дека можам во секој момент да се катапултирам, да полетам и не да бидам Бетмен, туку веќе во тој момент станувам Флеш. Тогаш веќе одма сте на друга позиција во истата секунда. Ајде сега да застанам.
350 конски сили. Сега сме на простор каде што може да си дозволиме малку поголема брзина. 350 конски сили во спорт режим, стартување, ќе пробаме нормално, да видиме колку брзо достига до 100 км на час. Она што треба да знаете за секој електричен автомобил е да се прицврстите максимално на седиштето, да сте подготвени, бидејќи таа сила што добивате ја нема во ниту еден друг автомобил. Тоа го видовте со Теслата што возевме. Тоа видео можете да погледнете тука, а сега ќе го видиме и со Ioniq 6. Многу лесно, многу едноставно се доаѓа до овој спорт режим, само преку ова копче тука притискате, доаѓате до спортскиот режим, фатете се за волан, тука да има две лопатки, како другите автомобили нормални, овде се користат за регенерирање на батериите и за тоа моторно кочење да се добие. Да направиме простор за другите автомобили, за да биде све безбедно. Застанете си, притиснете цврсто на кочницата. Ајде. Цврсто на кочницата, стегнете се и само на педалата за газ. 3, 2, 1. 80, 90, стопче! Иде! Вау! Мора уште еднаш да се проба. И на ваков начин со регенерирање, да се вратам на лопаткиве, многу полесно застанувате, дури имате и iPedal момент каде што буквално користите само една педала. Педалата за газ се отпуштате и он надополнува батерија и застанува. 3, 2, 1. Бетмен! Стопче! Вау! Да бидам искрен, за образованието во Тесла, во Тесла Model S, што пред некоја година го имавме, скоро 8 години, таму беше за образованието од 0 до 100 за 2,5 секунди, тука е нешто повеќе, но повторно, мислам, забавата што нуди секој електрично возило кога вака забрзувате е феноменална. Можете буквално секој пат да пробувате уште еднаш и секој пат ќе биде интересно. Но она што ме фасцинира на таа брзина е многу стабилен, значи вау. Нормално да, имате минимално навалување што на оваа брзина со било кој друг автомобил нема вака сигурно да се чувствувам. Тоа е нешто што го почувствав со Тесла, ама тука мислам дека е за степен по-стабилен и по-цврст, многу подобра контрола имате над целото возило, зад волан, чувството е фантастично, не е така директно како кај некои други поспортски автомобили, но на крајот на денот Ioniq 6 е едно одлично, фраерско, семено и градско возило, кој што може да ти даде забава и да полетате. Инаку, она што не го потенцирав и што допринесува за подобра стабилност на Ioniq 6 е тоа што уствари има два мотори, еден на предната и еден на задната оска, што го прави со погон на сите 4 тркала и на таков начин сте многу посигурни, побезбедни, имате многу подобра контрола. Нема крај со играњето, нема крај. Значи ова е највисокото ниво на опременост, да, во дополнителна опрема можете ги трнете ретровизорите, наместо ретровизори вакви класични да имате камери, но искрено не би одел на тоа, бидејќи тоа ми е стварно една голема глупост, бидејќи повторно екран имам тука и што треба да направам повторно да сртам погледот лево или десно. Не е толку многу, ама не гледам поента, плюс камерите се така големи што едноставно не заменуваат нешто драстично. Дали треба го размислите Ioniq 6? Апсолутно, луѓе. Не, без разлика што електрифициран автомобил можеби нема толку многу карактер како мотор со внатрешно согорување, но вреди. Зошто? Економичноста, екологијата, ги знаете сите тие елементи, забавата што ја нуди со забрзувањето, со стабилноста, да, интересно е, но Ioniq 6 е многу повеќе од тоа. Појавата што добивате, она што го зборам цела емисија дека сме Бетмен, не
без везе муаве, туку буквално се сите тие коментари што се добиваат од надвор. Појава е возилова, нешто поразлично, нешто што ќе го почувствувате само тука и на ниту едно друго место. Овој комфорт што се нуди, оваа опрема, да ви биде многу поедноставно возењето. Технологиите стварно се за почит. Hyundai, јас имав пред многу години Hyundai Accent, бевме фасцинирани дома од возилото, феноменално возило. Од секој пат биле стварно многу добри Hyundai, но ова дене што го имат направено, луѓе, next level, не е ни премиум, не е ни нешто повеќе од тоа, ова е посебна категорија, ова е категорија на Hyundai, стварно ова е нешто многу поразлично. Толку од мене, јас заглавив денес во филмот на Бетмен и ќе продолжам да си го терам мојот филм уште кратко до да го вратам, а вие направете subscribe и се гледаме наскоро со некој ново видео, кажете што сакате да погледнете наскоро. Чао!